Почитувам председателе, почитувано раководство, почитувани делегати. Сакам први наискрено да се заблагодарам од името на целиот тим во третата изборна единица за честа, но многу повеќе за големата обврска, за големата одговорност и за големиот предизвик да се сработи и да се победи во третата изборна единица. Ветувам дека јас, дека сите 20 кандидати, дека илјадници мобилизирани луѓе во третата изборна единица нема да се прибера дома, нема да застанат, ќе го посетиме секој човек, ќе го посетиме секој семејство, ќе разговараме со секого 24 часа на ден, се со цел да ги убедиме и во нашиот тим, и во нашиот план за живот во Македонија. Почитувани, граѓаните ќе бидат нашиот врвен приоритет, но и наш најголем сојузник во создавањето на демократска, слободна и економски просперитет на Македонија. Ќе ставиме крај на масовното иселување на луѓето токму од тоа трета изборна единица. Ќе го запреме понижувањето и на работниците и на земјоделците. Тоа ќе го направиме преку намалување и на невработеноста, но и клучно преку зголемување на платите. Особена грижа ќе им посветиме на работниците во рударството и на текстилните работници. Имаме план и мерки преку кои што ќе ја намалиме социјалната разлика во општеството, така што секој работник ќе добива достоинствена плата од која ќе живее, а нема да преживува. Земјоделецот од Македонија ќе биде рамноправен со секој европски земјоделец. Ќе биде почитуван и ќе биде конкурентен на европскиот пазар. Земјоделците ќе бидат горди на својата работа, бидејќи ќе донесеме конкретни мерки со кои што истото ќе го развиеме. Земјоделците никогаш повеќе нема да бидат лажани, малтретирани и уценувани и злоупотребени. Ќе ги зголемиме и гарантираме субвенциите, ќе воведеме поевтино производство, поевтина зелена нафта и ќе преземеме конкретни мерки за подобрување на статусот на земјоделците. Земјоделците ќе можат да живеат од својот труд, бидејќи ќе го гарантираме пласманот на нивниот род. Јас знам дека во мојата изборна единица живеат честни, способни, одговорни луѓе. Граѓани кои што се почесто се решаваат да ја напуштат нашата земја, бидејќи некој овде сите нивни врати им ги затвара. Во моите секојдневни контакти, како дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, но и како човек кој доаѓа од овој крај, од Крива Паланка, многу добро ги знам маките и проблемите на овие луѓе. Само во оваа година направивме над 500 посети, само во оваа година остваривме илјадници контакти со граѓаните. Ве уверувам дека не постои проблем кој што нема решение. Ве уверувам дека секој ќе добие шанса за да успее во животот. Заедно сплотени со граѓаните ќе ставиме крај на економските иселувања, ќе ставиме крај на понижувањето на работниците, ќе ставиме крај на манипулациите со земјоделците. Имаме план со којот Македонија ќе создадеме модерна европска држава. Тоа е планот за живот во Македонија кој го испиша граѓаните во целиот овој период. Токму сите заедно ќе ставиме крај на ова децениско угнетување на граѓаните и ќе го вратиме животот и во селата и во градовите. Ќе го вратиме животот во Македонија. На 11 декември сум убеден, како заедно со сите други изборни единици, дека овој пат со целиот труд, со целата енергија, со целата наша оперативност, со целата наша посветеност и напорна работа ќе обезбедиме да победата во третата изборна единица биде загарантирана. На 11 декември ќе победат нашите тимови, на 11 декември ќе победи планот за живот во Македонија.